Владата на Народна република Кина преку телекомуникацијскиот гигант Huawei ќе донира опрема во износ од 7 милиони евра за средните училишта во град Скопје. За оваа донација денеска беше потпишан меморандум во Рига, каде македонската влада ја представуваше премиерот за спроведување на избори Емил Димитриев. Како дел од активностите на маргините на самитот на земјите на Средна и Источна Европа со Народна република Кина во Рига, премиерот Димитриев и владината делегација остварија средба со менаџерскиот тим на кинеската компанија Huawei за Средна и Источна Европа. Започнуваме со еден проект за опремување на компјутери на средните училишта во Скопје. Проектот е во висина од 7 милиони евра, меѓутоа отворивме дискусија дека постојат добри можности за дополнително проширување на самиот проект. Исто така разговаравме за можностите за соработка и во другите области, бидејќи оваа компанија по својот квалитет од аспект на технологија која што го поседува е навистина светски бренд. Разговаравме за разни можности и од она што можев да го чујаме е дека намерите на оваа компанија се многу пошироки од она што сега го говориме, а тоа е соработката во делот на образованието, и како влада кажавме дека им стоиме на располагање, целосна поддршка ја имаат во намерите за нивното проширување на бизнисот во Македонија. Кажавме за успесите на Македонија во делот на привлекувањето на инвестициите, што беше посебно поздравено од нивна страна. Покрај можностите за соработка во образованието и други сектори, на средбата се разговарало и за можностите за инвестирање на Huawei во Република Македонија. Чест ми е што имаме успешна соработка со македонската влада. Ова е прв чекор, што значи поддршка во делот на образованието. Верувам дека во иднина ќе продолжуваме да соработуваме и да даваме поддршка и во други области, како што се развојот на електронската трговија и технолошкиот концепт на паметни градови. Оваа средба е во рамки на тридневната работна посета во Рига, каде централен настан е утрешниот 5-ти состанок на шефовите на влади на земјите од Средна и Источна Европа и Народна република Кина.